Ова година започнува и активно да се користат средствата предвидени во оперативниот план. Оперативниот план е донесен од страна на владата на Република Македонија по предлог на Министерството за економија и труд и Агенцијата за вработување, а ќе биде во соработка со Министерството за образование и наука, локалните самоуправи и секако и нова, како и други институции во Македонија, во зависност од мерките што се предвидени во самиот оперативен план. Денеска се донесе и последното одобрување одлука од страна на Комисијата за заштита на конкуренција, за да може да биде и оперативен самиот план. Ова година оперативниот план е во вредност од 40 милиони евра од прилика и содржи повеќе мерки. Различно е тоа што од претходната година, оние мерки кои што не дадоа резултат се комплетно укинати, тоа се неколку мерки, а додека од понеатрактивните мерки се алоцирани финансиските средства во двете најатрактивни мерки од самиот план, а тоа се мерката самовработување и помош на правните субјекти за вработување на невработени лица. Главната цел на оперативниот план за 2026 година е вработување пред се на млади луѓе до 29 години, меѓутоа во оперативниот план во мерките има опфатени се сите категории на невработени лица и тоа подолгорочно невработени лица, ранливи категории, жени, роми се опфатени и други ранливи групи кои се предвидени со закон. Оперативниот план ќе започнат мерките да се реализираат од наредната година и јас ги повикувам сите млади невработени лица од Република Македонија да ја пратат страната на Министерството за економија и труд и посебно на Агенцијата за вработување, да се информираат во подрачните единици на агенциите за вработување со цел да искористат што повеќе од овие мерки кои се предвидени токму за нив. Главната цел, да повторам, е вработување на млади лица до 29 години. Конкретно за мерките. Најатрактивната мерка самовработување и ова година ќе опфати лица до 29 години, грантовите за лица за отворање на собствен бизнис до 29 години изнесуваат до 10.000 евра помош, а додека за лица над 29 години помошта изнесува 7.000 евра. Доколку се здружат две лица во друштво со ограничена одговорност, тогаш помошта за млади лица до 29 години би била до 20.000 евра, а за лица над 29 години до 14.000 евра, или доколку се комбинирани лица до 29 години, над 29 години, тогаш помошта со здружување би била до 17.000 евра. Исто така една од поатрактивните мерки е вработување во постојани правни субјекти, помош за вработување на невработени лица. За лица до 29 години предвидени се субвенции на правните субјекти до 250.000 денари, за лица со попреченост до 220.000 денари, а за лица над 29 години доколку ги вработат ќе имаат помош од 160.000 денари. Новитет во оперативниот план е тоа што во овие две најатрактивни мерки ова година ќе можат да учествуваат само лица кои имаат завршено средно образование, бидејќи во Македонија веќе законски е задолжително средното образование и исто така за прв пат се опфатени и селениците кои што ќе можат да ги користат сите овие грантови предвидени во овие две мерки плюс 10% од самиот грант. Например, да карикирам, доколку се лица до 29 години, тоаш би можеле да искористат, ако е тоа помошта 10.000 евра за повратници, плюс 10%, тоа е 11.000 евра, исто и во другите мерки кои ги спомнав претходно. Кога се очекува? Рековте дека се алоцираат средствата од неатрактивните мерки. Да. За колкава сума станува збор? Дали знаеме отприлика и што би значило тоа во бројка? Колку луѓе би можеле да се префрлат во овие атрактивни мерки? Видете, во овие атрактивни мерки, ако ланската година ги искористиле околу 4.500 граѓани и се вработиле, и со тоа се намалила невработеноста во Македонија со алоцирање на средствата, ова година очекуваме да бројката биде од 5.500 до 6.000, значи многу поголема од претходната година. Интересот е многу голем. Да напоменам дека лани само во мерката самовработување имаше преку 6.000 апликации. Да напоменам и тоа дека она што
граѓаните, посебно младите невработени лица, не им е јасно слободно да појдат во подрачните единици на Агенцијата за вработување, кој што ги има во секое поголемо место, поголема општина и град, да се заинтересират и навреме да аплицираат на сите овие мерки кои се достапни токму за нив и за сите категории на невработени лица. И да кажам дека мерките се два типа на мерки. Едниот тип на мерки се директно отворање на бизнис или вработување во постојани субјекти и вториот тип на мерки е зголемување на перформансите на невработените лица преку разни обуки и едукации со цел да бидат поконкурентни на пазарот на трудот. Кога се очекува јавниот повик да биде отворен со оглед на процедурата која што треба да се запази? Па очекуваме од наредната недела да биде објавен и првиот повик од овие поатрактивни мерки, а со тоа ќе биде запозната благовремено јавност. А овие неатрактивниве мерки практично се укинува или ако има... Па, например, имаше напредни обуки за компјутер, имаше за странски јазици. Многу мал беше интересот и беа само неколку пријавени на ниво на Македонија. Така да од тоа увидовме дека нема потреба од такви мерки, а тие средства се алоцирани од други мерки кои беа помалку атрактивни во поатрактивни мерки. Целта беше ова година да оперативниот план го направиме многу подостапен за невработените и пред се младите невработени лица да отвораат свој бизнис и да се вработуваат во постојаните субјекти, а една од мерките која е исто така атрактивна е отворање на нови работни места преку зелена економија, односно преку одредени процеси кои ги спроведуваат правните субјекти со заштита на животната средина да отворат нови работни места и тие ги субвенционираат. И колку мерки имаме сега, значи што Па, финансирани? мерките се повеќе, се не знам бројката, има мерки, подмерки, повеќе мерки има, меѓутоа најатрактивни се овие мерки. На ниво за Прилеп? На ниво на Прилеп имавме околу 200 корисници на двете најатрактивни мерки, што значи 200 пред се млади со граѓани до 29 години или отвориле бизнис или се вработиле во постојаните правни субјекти, ги искористиле овие мерки во текот на ланската година и да напоменам дека преку 200 луѓе има користено и мерката младински додаток, тоа е поддршка на младите луѓе до 23 години со 3000 денари субвенции доколку се вработени во одредени производни капацитети. Што значи вкупно преку 400 лица ги искористиле овие мерки, да.